Една задача од мојот личен пријател, господинот Звездан Георгиевски, кој што вечерва, за жал, има температура, и ме замоли своето писмо за поддршка на отпорот да го прочитам наместо него. Исто така би сакала да искористам оваа прилика да се заблагодарам на преостанатите две телевизии, последни, кои што ги следат активностите на отпорот. Звездан вели вака: народната поговорка вели: викај ме лонче, само не ме крши. Ова, според мене, значи дека не е важно именувањето на работите, важни се постапките и ефектите. Односно, ако имате парламент, не значи дека имате парламентарна демократија. Ако имате судство, не значи дека имате правда. Ако имате медиуми, не значи дека имате слобода. Ако имате избори, не значи дека бирате. Кај нас не е скршено лончето, кај нас е скршен целиот кујнски прибор. Зборот економија, почитувани, доаѓа од зборот домаќинство. Економијата во својата основа е грижа за домакинството. Кај нас, значи, е скршена економијата. Скршен е ербетот на домаќинството. А кога е тоа направено, така како што е направено, силеџиски и безобразно, тогаш е лесно и демократијата да се протера од домот на демократијата. Лесно е тогаш да изгасне светлото, да се дисциплинираат медиумите, да се еутаназира културата, да се воведе целосен мрак. Зошто во безрбетно општество најдобро успеваат безрбетниците. Тие го немаат оној мозок што го овозможува движењето, тие се стационирани во местото каде што ќе ги поставите. И единствено што можат е да копаат дупки под себе и околу себе. Понатаму Звездан прашува: дали сум јас безрбетник? Дали сте вие безрбетници? Зошто тогаш мораме да живееме вака како што живееме? Зошто дозволуваме да бидеме понижени? Не ме изненадува мене што власта владее по законите на дивиот запад. И се може, па така и прави. Јас само се прашувам дали сме ние каубојци. Јас не сакам да бидам каубоец. Јас сакам да бидам европјанин. Јас сакам да живеам нормално. Премногу ли е тоа? Една слика, патем речено страшна слика, тој понеделник по собранието на Република Македонија, и сите да објаснуваме што сме видели. Како е можно кај претениците од власта, кои мирно седеа во своите клупи додека полицијата го правеше тоа што го правеше, да не проработи барем оној примарен човечки инстинкт, да се застане на страната на послабиот. Станавме ли не луѓе? Машини вчипени во погубните партиски политики и заслепеноста на власта. Јас не ги знам одговорите на овие прашања. Знам само дека се чувствувам понижено и посрамено. Понижен сум затоа што е згазено моето човечко достоинство, а посрамен сум, можеби за прв пат во животот, затоа што живеам тука. Јас не знам да држам говори, да знаев ке бев народен трибун. Јас не сум визионер и не ги знам решенијата на општествените состојби. Да ги знаев ке бев политичар. Јас дури не сум подготвен да убедувам било кого во моите политички ставови. Да бев и самиот ке излезев на било какви избори. Јас сум новинар, а во суштината на новинарската професија не е ни информираноста, ни храброста, ни писменоста, ни мудроста. Иако е сето тоа. Сепак, суштината на новинарската професија е слободата. Новинарскиот нерв најмногу реагира на гушење на слободата, на неправдата. Затоа и не е случајно што првата работа што ја прави секоја тоталитарна власт е гушење на слободниот говор, гушење на медиумите.
Затоа од собранието прво се бркаа новинарите. Затоа што без нив и мракот може да се представи како светлина. Без нив лагата е вистина. Но без оглед на се, човек не мора да биде Едисон за да види дека сијалицата прегорела. Ние во овој мрак сме доведени до фаза кога ни прстот пред себе не можеме да го видиме. Сепак велам, сепак и мракот не мора да биде толку лош. Така барем велеше мојот драг дедо. Во мракот звездите најубаво се гледаат. Ние ги гледаме. Звездан Георгиевски, новинар. Благодарам.